Наша задача е да се најдат и класифицират сите стационарни точки на функцијата z еднакво на 4 плюс x на трети плюс y на трети минус 3xy. Бидејќи ова ни е прва ваква задача, да ги повториме условите. Функција z еднакво на f од x, y има стационарна точка во x0, y0, само ако првите парцијални изводи се нула во таа точка. Ова е сосем аналогно со условот за функција од една реална променлива. Односно, а беше стационарна точка, ако првиот извод беше нула во а. Тука имаме два први изводи, па двата треба да бидат нула. Сега малку потешко од класификација со две независно променливи, да се подсетиме како беше со едно независно променлива. Односно го најдевме единствениот втор извод и испитавме дали е позитивен во таа точка, тогаш беше минимум. Ако беше негативно, беше максимум и ако беше нула, требаше додатни испитувања. Тука имаме три втори парцијални изводи. Треба да се пресметат трите и да се формира така наречено дискриминантот, каде што множиме а по б минус с на квадрат. И сега, ако овај дискриминантот е нула, тогаш се потребни додатни испитувања. Такви задачи ќе немаме ние. Другите услови. Ако d е помало нула, имаме седло. Сега, ако d е поголемо од нула, гледаме дека а по б мора да е поголемо од нула, што значи а и б треба да ги имат истите знаци. Па ќе провериме кој знак е тоа. Значи, ако а е поголемо од нула, тогаш е минимум. Тоа е аналогно, ако вториот извод беше поголемо од нула, имавме минимум. Ако вториот извод беше помало од нула, имавме максимум. Значи, најпрвен треба да го најдеме овој дискриминантот, па ако е помало од нула имаме седло, ако поголемо од нула, тогаш ги користиме условите аналогни на функција од една реална променлива. Одеме на решавање. Значи, како почеток треба да најдеме и првите и вторите парцијални изводи. Значи, делта z, делта x е еднакво, ова е 0, плюс 3x на квадрат, плюс 0, минус 3 по 1 по y. Значи, y се смета како константа и ова го добиваме 3x на квадрат минус 3y. Делта z, делта y е еднакво на 0. Сега овде е 0. Ова е 3y на квадрат минус 3 по x по 1 еднакво на 3y на квадрат минус 3x. Сега, ние ќе предпоставаме дека задачата ќе има стационарни точки, па док сме тука да ги правиме вторите. Иначе, ако немаше стационарни точки, нема потреба да ги правиме вторите. Значи, изводот од ова во однос на x е 3 по 2x и ова е 0. Значи, 6x. Вториот извод на z во однос на y два пати е исто 3 по 2y и ова е 0, значи 6y. И мешаниот делта на квадрат z, делта x, делта y, јас секогаш го пишам за да бидам сигурно дека знам што правам. Значи, од ова го земам во однос на x, значи делта, делта x од 3y на квадрат минус 3x, ова е 0 минус 3 еднакво на минус 3. Значи, сите парцијални изводи ги најдев. Прва задача ќе ни биде да најдеме точки каде што овие двата се 0. Најпрво да ги најдеме стационарните точки. Стационарни точки, први парцијални изводи треба да се 0. Значи 3x на квадрат минус 3y треба да е 0 и 3y на квадрат минус 3x треба да е еднакво на 0. Како систем. Двата треба да важат.
Сега, ова не е линеарен систем, може да биде тешко за решавање. Во овај случај не е, ама може да биде. Сите тројки можеме да ги кратиме, значи имаме x на квадрат минус y еднакво на 0, y на квадрат минус x еднакво на 0. Тоа е еквивалентно со, ова можеме да го решиме по y, значи y еднакво на x на квадрат, и ова x на квадрат да заменаме тука, значи x на квадрат минус x еднакво на 0. Y еднакво на x на квадрат и тука имаме x на четврти минус x еднакво на 0. И добро е тоа што и ова е решливо. Y еднакво на x на квадрат. И сега како се решава ваква равенка? X пред заграда, x на трети минус 1 е еднакво на 0. Y еднакво на x на трети. Сега производ на два броеви ако е 0, првиот е 0 или вториот е 0. Y еднакво на x на квадрат. Имаме x еднакво на 0 или x на трети еднакво на 1. Имаме y еднакво на x на квадрат, x еднакво на 0 или единственото решение на ова е x еднакво на 1. Готови сме, треба да решиме, да ставаме назад, значи x еднакво на 0, колко е y? 0 на квадрат еднакво на 0, значи едната стационарна точка ни е 0, 0. Второ, имаме x еднакво на 1, значи y е еднакво на 1 на квадрат, еднакво на 1 и втората стационарна точка ни е 1, 1. Значи сега треба да ги испитаме овие две стационарни точки со вторите парцијални изводи. Еве ги двете стационарни точки, еве не ги вторите изводи, да видиме какви се. Значи делта на квадрат z, делта x на квадрат по точката 0, 0 е еднакво на 6 по 0 еднакво на 0. Делта на квадрат z, делта y на квадрат во точката 0, 0 исто така е 0. Мешаниот е минус 3. Значи d е еднакво на ова по ова, 0 по 0, минус ова на квадрат, минус 3 на квадрат. Тоа е еднакво на 0, минус 9, еднакво на минус 9. Тоа е помало 0, видевме, значи седло. Тоа е класификацијата. Сега, 1, 1, колку е делта на квадрат z, делта x на квадрат во точката 1, 1. Тоа е 6 по 1, еднакво на 6. Делта на квадрат z, делта y на квадрат во точката 1, 1. Исто така е 6, а ова е пак минус 3. Значи имаме d е еднакво на 6 по 6, 6 по 6 минус 3 на квадрат. Тоа е 36 минус 9 еднакво на 27. Тоа е поголемо 0. Сега не интересира какви се овие. Така, се гледа дека позитивни се ова, значи позитивна, значи имаме минимум. Те работи да ги пишеме. Ова беше седло, ова беше минимум. Значи имаме 0, 0 е место на седло. Колку е z од 0, 0? Е 4 плюс 0 плюс 0 минус 0, значи 4. Значи точката 0, 0, 4 е седло. Другото имаме дека 1, 1 е место на минимум. Колку е z од 1, 1? Тоа е 4 плюс 1, 5 плюс 1, 6 минус 3, 3. И точката 1, 1, 3 е локален минимум.
Да видиме како изгледа ова. Еве на крајот малку да ја гледаме функцијата. Еве го графикот на функцијата. Црната точка одговара на 0,04, а портокалевата точка одговара на 1,13. Малку да го завртиме графикот. Вака се гледа дека седло е навистина седло и глабочиња таму кај портокалевата, значи е локален минимум. Се гледа дека слегува до 3 тука, а се качува до 4 тука. Уште нешто повторам дека е локален минимум, бидејќи јасно функцијата слегува тука, значи по ниски вредности има по Z, ама во ова околина, ова точка е минимум. А тоа е тоа.